Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите. Концепт Соина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добро вечер, почитувани слушатели. Вие сте во редовниот термин на Концепт Соина. Јас сум вашиот автор и водител на емисијата доктор Иванка Додовска и како секој понеделник во исто време, значи во 17 часот, почнуваме со една позитивна и афирмативна тема која не засега сите како општество, како граѓани на Република Македонија. Прашањата кои што ги отвара форумот, кој што го предводи Концепт Соина е едноставно насочен кон не само кон афирмативните цели, но и кон изведување на виделина и на некои општествени чинители кои можеби помалку ги забележуваме, за кои што можеби не знаеме дека воопшто функционираат и постојат во нашето македонско општество, кои имаат и како битно влијание во развивањето и на граѓанскиот сектор, значи цивилното општество, како и во општествено-културолошка, економска и политичка смисла оставаат свој белег и действуваат во насока на напредувањето на целовитоста и целокупноста на нашата држава, на Република Македонија. Оттаму, еве и овој понеделник, 28 декември 2015 година, последен понеделник во 2015-та, последен понеделник за Концепт Соина во една година која на вистина ќе признаеме сите дека на многу брзо не измина, беше полна со предизвици, полна со прашања и со дилеми, полна со внатрешни расколи, но и со позитивна енергија и со еден позитивен дух кој што нашите државни протагонисти на чело со председателот на Република Македонија, неговата екселенција професорот Ѓорѓе Иванов, ни покажаа и ни докажаа дека сепак и во такви времиња има луѓе, има мажи и жени во државата кои знаат како треба да се оди и кон каде сме тргнати, а тоа е секако евроинтеграцијскиот процес и унапредувањето на македонското плурално општество, развој на демократијата и демократските вредности, слобода на медиумите и сите оние битни работи кои што му требаат на еден општествен и државен систем да биде навистина современ и да ги поседува сите атрибути со кои што навистина треба и да се гордееме, без разлика на сите внатрешни антагонизми, ми се чини, и сите внатрешни превирања кои што ги имаме крајот на годината. Верувам дека заслужуваме да ја заокружиме со едни од најдобрите сочинители, а тоа се нели оние кои што ги имаат и последниот збор, тие кои што се најповикани. Оттаму, почитувани, денеска одбрав и навистина имам голема чест и задоволство што овој циклус ќе го заокружиме со двајца навистина извонредни луѓе, млади, ентузијасти, исклучително надарени, исклучително посветени, скромни и верувам дека во таквите луѓе стојат, значи, и судбината и иднината на Република Македонија, треба да се гордееме. Тоа се младите лидери, членови на асоциацијата на млади лидери кои што произлезе како алумни школа за млади лидери практично, или алумни здружение, како резултат на онаа школа што ја организира председателот на Република Македонија, професорот Ѓорѓе Иванов секоја година. Следната година ќе биде 5-тата школа за млади лидери. Оттаму имаме веќе навистина еден, така да кажам, убав тим на луѓе кои навистина во своите значајни, значи во делокругот на нивните професионални обврски, она што тие најзначајно се занимаваат и се интересираат и она што ги сочинува нив во нивното целокупно битие. Тоа се навистина луѓе кои имаат и што да направат, и што да кажат, и како да придонесат да се развива македонското плурално општество и како да се развиваат институциите на системот и оставаат простор, почитувани, да веруваме дека во Македонија никнат слободоумни, креативни и навистина инспиративни личности кои и текако со право може да ги носат, нели, оние предзнаци на лидери на 21 век, без разлика дали станува збор за политика, дали станува збор за економија, бизнис, здравство или некои од другите сегменти на едно развиено општество. Но за нив и за разговорот кој што ќе го имаме во текот на нашата денешна дебата, ве поканувам да останете и да чуете малце подоцна.
Почитувани слушатели, еве не повторно назад на Концепт Соина. Денеска имаме навистина интересна дебата во студиото на Радио Слободна Македонија. Имам 20 исклучителни соговорници за кои верувам дека и вие значи ќе прекажете интерес и навистина ќе ги запомните, бидејќи овие 20 млади лидери се навистина специфични и имаат навистина што да направат и што да дадат за Македонија, за македонското општество. Со мене почитувани е магистар Зорица Сапламаева, актуелен председател на Алумни Асоциацијата на млади лидери, и магистар Александар Зафировски, поранешниот председател на истото здружение. Добро вечер и добре ни дојдовте во Концепт Соина. Добро вечер, добро ве најдовме. Најпрвен сакам да ти се заблагодариме за ова прилика што не повика да бидеме дел од твојата емисија и да можеме да ја промовираме нашата алумни асоциација и сите ваши слушатели повеќе да дознаат за нашата мисија и цел. Добро вечер и од мене и благодарност за поканата. Навистина ми е чест и ете, навистина е голем благодет да ви се исполнат желбите. Јас, например, така едно подолго време посакувам да ги викнам, значи, како да кажем, членовите на ИСЛА да дојдат и да зборуваат во Радио Слободна Македонија, да ги представат своите идеи, да слушнеме малку повеќе за активностите кои што произлегуваат како дел од активностите на кабинетот на председателот на Република Македонија, неговата екселенција професорот Ѓорги Иванов, бидејќи верувам дека тој како председател, но како човек и како дел од академската заедница и кога беше професор, и кога бев негова помлада колешка на правниот факултет Јустинијан I, беше навистина човекот околу кој што се собиравме сите кои бевме слободоумни, кои што бевме љубобитни, кои сакавме да научиме нешто повеќе, сакавме да разменуваме мислење и навистина во неговото обкружување имавме секогаш можност како помлади студенти, како помлади колеги да имаме вниманието и почитуваното, неговите почитувани совети, сугестии, насоки кои навистина на еден поголем број од моите колеги од политичките науки ни помогна многу во развитокот и нели на нашата академска кариера, како и во нашите општествени нели активности кои што секој по својот животен пат си ги одбрал или се нашол на истите. Оттаму формирањето на вашето здружение, кое што произлезе како резултат на организирањето на школата за млади лидери под покровителство на председателот Ѓорги Иванов, остави простор да се навистина во истата да се најдат, да се сретнат од многу различни профили млади луѓе од Република Македонија кои навистина имаат една заедничка цел, а тоа е унапредувањето на Република Македонија и издигнувањето на македонското општество на она вистинско место каде што и прилега, нели, да бидеме според сите оние квалитети и способности кои што ги имаат нашите граѓани, нашата академска заедница, како и бизнис секторот. Навистина во текот на сите овие изминати, како рековме, 5 години од формирањето на Алумни Асоциацијата, а веќе до година е 7-та, нели, школа за млади лидери, која што исто така, нели, ќе се организира обично во Охрид, така во Охрид се собирате. Крајот на август во Охрид. Крајот на август, така, тоа е навистина едно извонредно искуство кое, значи, многумина ваши членови, оние кои што биле, значи, избрани и биле слушатели на школата за лидери, го делат тоа мислење дека тоа е навистина едно исклучително место како една вистинска академија на знаења и искуства кои се особено значајни за секој нели поединец посебно, но и за нели создавање на една убава мрежа на луѓе, на размена на идеи, на концепти, што остава просторно. Еве сега јас тука ќе престанам, бидејќи навистина, почитувани слушатели, не можам да ви кажам колку е голема возбудата што денеска се Зорица и Александар со мене во Радио Слободна Македонија. Јас би сакала сега малку да ви дадам простор и на вас да кажете повеќе за вашите активности. Зорица, пред непол месец вие сте новиот председател на ИСЛА. Да. Навистина имавте едно собрание во кое што така дали си имаше си гласа членовите, се изјаснивте со програми, со предлози и така натаму. Да. Досега во 2 мандати и Александар беше председател на истата асоциација, така што мислам дека сте двајцата најпогодни личности кои што би можеле да ни кажат се што ни интересира за оваа асоциација. Зорица, ќе почнеме од вас како актуелна председателка и како личност во чии
што раце наредната година и активностите кои што доаѓаат во рамките на ИСЛАП. Пред се ме интересира, во интерес на слушателите, да ни кажете од каде потекнува иницијативата за создавање на алумни асоциацијата и како беа едноставно, кој историјатот на сите тие активности кои што допринесува до формирањето и до институционализирањето? Ја најпрвен ќе започнам со представување на школата за млади лидери, кој што представува проект на председателот на Република Македонија, доктор Ѓорги Иванов. Уште од неговата изборна програма и негова идеја е младите талентирани и амбициозни луѓе во Република Македонија да ги усовршат и да ги стекнат менаџерските, лидерските вештини и способности. Мисијата на школата за млади лидери е да ги стимулира позитивните вредности кај младите лидери и ни политички, културни и економски предводници на Република Македонија и да го развие нивниот капацитет за да се справат со денешниве предизвици кои што се сите знаеме, нели, глобализација, брз технички развој, конкуренција, политичка и културна дизерфикација и така натаму. И досега, значи, се организирана за прв пат школата за млади лидери организирана во август 2010 година. И досега се имаат организирано 6 школи на кои што имаат учествувано преку 200 млади талентирани луѓе од различен академски и професионален фокус. Инаку, исто така, членовите на школата за лидери доаѓаат од различен културен, етнички и религиозна припадност, значи тоа е битно да се напомене, меѓутоа сите колку и да сме различни, делиме една иста визија, а тоа е да го направиме ова општество едно подобро место за живење и преку нашите активности и нашите дела да ги мотивираме и да ги инспирираме сите луѓе околу нас да бидат подобри во тоа што го прават, во тоа што го работат и нормално кај што живеат. Така, кажавте дека досега се организирани 6 школи за млади лидери под покровителство на председателот Ѓорги Иванов. Кажавте дека од различен профил доаѓаат самите учесници, дека навистина има една плејада на различни професии, кои што се испреплетуваат, но ме интересира каков тип на предавачи имате на школата, кои се можеби вака и најспецифичните, најинтересните имиња, најмаркантните имиња кои што досега предавале. Значи програмата опфаќа предавања и обуки од сферата, како што рековме, на лидерство и менеджмент, од еминентни предавачи од врвни образовни институции, политичари, парламентарци, амбасадори, министри, директори на успешни компании, бизнис групи и така натаму. Јас би ги издвоила неколку кои што се нормално омилени помеѓу членовите, иако реално мислам дека да, е многу тежок избор да се направи тоа кој се, меѓутоа би го спомнела, би го издвоила Јорге Динер, кој е интернационален консултант и тренер кој има обичувано над 1000 млади лидери и менаџери со различен бекграунд во преку 50 земји. Инаку тој сега е интернационален директор на Special Project for Hadassah International. И Hadassah International е интернационално тело на Hadassah медикал организација во Ерусалим и како таква ја промовира во светот нивната визија за лекување, учење и истражување. Исто така, многу интересен предавач е и Патрик Джефсон, што би го издвоила како прв и единствен секретар на принцезата од Велс, а потоа и пиар на принцезата Диана речиси 8 години. Моментално работи како корпоративен и медија консултант и автор на статии и неговата книга за принцезата Диана е прогласена за бестселер на Нью Йорк Таймс. Така да би издвоила уште еден предавач, да не должам, пошто ги има стварно премногу и би било многу жално некој да не се спомне. Би ја издвоила и господја Мери Джо Джекоби, која е поранешна специјална асистентка на председателот Роналд Реган, помошник секретар за трговија на председателот Џорџ W. Буш и сервис комисионер на кралицата Елизабета II. Значи, навистина импресивно. Премногу импресивна листа на предавачи. Да, ќе зборуваме малку и повеќе за тоа. Зорица, тука предлагам да направиме една кратка пауза за реклами. Почитувани слушатели, останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите.
Почитувани слушатели, вие сте на Концепт со Ина, јас сум доктор Иванка Додовска и денеска имам го огромна чест и задоволство да разговарам со двајца прекрасни млади лидери, представници на алумни асоциацијата на школата за млади лидери, која организира и е под покровителство на председателот на Република Македонија, неговата екселенција професор доктор Ѓорѓе Иванов, магистар Зорица Сапламаева и магистар Александар Зафировски. Денеска со мене дебатираат на темата за школата за млади лидери, како и за алумни асоциацијата на сите досегашни членови на школата за млади лидери. Магистар Зафировски, вие бевте во 2 мандати председател на ИСЛА и навистина во текот на овие 2 мандати имавте некои интересни активности, но пред се би сакала да почнеме со тоа, да ни кажете како е започната иницијативата на самата алумни асоциација и кои се досегашните председатели, активности, се што ја сочинува оваа асоциација. ИСЛА е формирана во февруари 2011 година, тогаш е формално правно регистрирана во Централниот регистар. Инаку, алумни асоциацијата, како што рековте вие, е посветен партнер на школата за млади лидери под покровителство на председателот на Република Македонија. Главната цел е да се овозможи вмрежување помеѓу дипломците на школата за млади лидери, кои, како што рече мојата колешка Зорица, доаѓаат од навистина широк спектар на професии и делуваат во широк круг на општествени сфери. Оваа алумни асоциација, незината мисија, нашата алумни асоциација е да поттикнеме позитивни промени во сите сфери на македонското општество, да ги пренесеме европските вредности во нашето општество и на тој начин да придонесеме за сивкупниот општествен и културен развој. До сега сме имале 4 председатели. Првиот председател беше господинот Даниел Ѓокески, потоа госпоѓата Ивана Атанасовска Попчев, потоа бев јас и четврт председател е Зорица. Во однос на побитните активности кои што досега сме ги реализирале, можам да речем дека во овие 4 веќе 5-та година на постоење имаме реализирано преку 30 исклучително успешни активности од различен карактер. Би сакал да издвојам неколку во оваа прилика. Имаме организирано повеќе посети и посети на амбасадите на најзначајните меѓународни партнери на Република Македонија. Имаме од овој аспект имаме организирано посети во британската амбасада во 2013 година, француската амбасада на 17 април 2014, на германската амбасада во октомври 2014 година и 2 пати во амбасадата на САД во 2011 и 2012 година. Во текот на овие средби нашите членови има уникатна можност да ги дебатираат надворешните политики на сите овие значајни меѓународни партнери на Република Македонија, надворешната политика, да речеме, на сите овие земји од глобален аспект, нивната политика кон Југоисточна Европа, кон Балканот и конкретно кон Република Македонија со посебен акцент на евроинтеграцијските процеси во кои што е вклучена нашата држава. Покрај овие значителни дипломатски активности кои што ги имаме спроведено, кои што меѓу другото ни овозможи и да го зголемиме меѓународниот визибилитет на нашата алумни асоциација, имаме организирано повеќе семинари или ИСЛА викенди, на кои што предавачи беа истакнати експерти од областа на лидерството, меѓународни експерти. Би сакал тука да ги истакнам семинарите со професори од Универзитетот Оксфорд, кои што ги организиравме во семинарите за лидерство кои што ги организиравме во март 2014 и во март 2015 година на теми интегритет и лидерство, координација и лидерство и одржлив економски развој. Особено сме горди на воспоставената соработка со Универзитетот Оксфорд преку Балканскиот институт за вера и култура, кои што се наши долгогодишни партнери. Одлично. Од други, само уште неколку битни активности кои што би сакал да ги посочам. Тоа е семинарот за трансформацијско лидерство со господинот Јорге Динер. Тоа е, како што спомна и Зорица, истакнат меѓународен експерт за лидерство, кој што го организиравме во април 2014 година. Воедно особено значајна беше меѓународната председателска конференција за млади лидери, која што
организиравме на 29 и 30 ноември 2014, на која што представуваше можност всушност за еден реюнион на сите членови на нашата алумни асоциација. Сега ги имаме преку 230, а на конференцијата во ноември 2014 говорници беа председателот Иванов, како и проенешните председатели на Бугарија, господинот Парванов, и на Албанија, господинот Бамир Топи. Со сите овие активности, значи нашата водечка цел беше да ги изучиме сите аспекти на лидерството со цел потикнување на позитивни промени во македонското општество. Александар, тука некако, така бидејќи ни набројавте голем број на активности, навистина многу значајни средби, многу значајни информации кои што членовите на школата за млади лидери, која е под покровителство и под иницијатива на председателот на Република Македонија, професорот Ѓорѓе Иванов. Сакам да ве прашам какви беа вашите впечатоци на средбата со Бан Ки Мун? Многу ми е драго што го поставивте ова прашање. Тоа беше една од нашите најистакнати досегашни активности. Во јуни 2012 година беше организиран прием за членовите на ИСЛА во вилата Билја на председателот на Република Македонија, неговата екселенција доктор Ѓорѓе Иванов во Охрид, на која што специјален гостин беше генералниот секретар на Обединетите нации, неговата екселенција господинот Бан Ки Мун. Таму нашите членови има навистина една ретка можност да ги дебатираат предизвиците на модерното лидерство со генералниот секретар на Обединетите нации, да ги слушнат неговите визии за тоа што значи да се биде еден модерен лидер кој што е способен да се справи со модерните комплексни предизвици. И во овој контекст би сакал да ја цитирам изјавата на генералниот секретар на Обединетите нации, кој што за членовите на ИСЛА го изјави следното: вие мора да бидете лидерите денес. Вие денеска водите заедно со вашиот председател. Вие сте реформатори, вие сте гейм ченджери, значи вие ги променувате правилата на играта и вие ја правите историјата. Сметам дека ова беше една навистина значајна мотивацијска порака, која што треба на секој од нашите членови да му служи како водилка во сите негови или незини активности во општеството. И се надеваме дека во иднина ќе имаме средби од сличен карактер и калибар со истакнати меѓународни државници. Александар, многу ви благодарам за овој интересен приказ. Навистина мислам дека нашите слушатели како сега поинаку, значи ќе гледаат на младите лидери, на воопшто на целата оваа активност, бидејќи не се работи за површен проект, туку од ова што го кажувате и вие, Зорица, навистина школата за млади лидери остава едни длабоки и трајно се втиснува во, значи практично во младите луѓе, формирајќи ги нивните и ставови, и широјќи ги нели хоризонтите и видиците преку организирањето на вакви навистина многу интересни семинари, обуки и конференции. Јас сега ви предлагам да направиме уште една кратка пауза за реклами и почитувани слушатели, останете со нас, се враќаме веднаш назад. Почитувани слушатели, еве на повторно назад, ние сме на најубавото радио во Република Македонија на фреквенцијата 96 FM, радио Слободна Македонија, радио во боја, слушаме во боја, живееме во боја, не дозволуваме да бидеме под никакви стереотипи, ниту притисоци. На вистина, од таа причина затоа сум многу горда што денеска во студио со мене се 20 исклучителни млади лидери, представници на алумни асоциацијата, која што е производ на школата за млади лидери под покровителство на председателот на Република Македонија, професорот Ѓорѓе Иванов, магистар Зорица Сапламаева и магистар Александар Зафировски, двајца млади ентузијасти кои денеска со нас одвоја време да споделат кои се активностите на ИСЛА, што тие работат, со што се сретнале досега во текот на овие речиси 5 години од постоењето на асоциацијата. Во тој контекст Александар пред малку ни кажуваше за сите активности, всушност за најзначајните активности на ИСЛА, за она што дали ги вбројува и семинарите, и обуките, и конференциите за млади лидери. Но има една интересна, да речам, организација, тоа е организирањето на првиот дипломатски форум на ЦЕИ, па еве во интерес на македонските слушатели, а би сакала малку повеќе да ни кажете за тоа? Да.
Нашата асоциација во соработка со Министерството за надворешни работи оваа година од 11 до 13 ноември го организираше првиот дипломатски форум на тема микро и макро стратегии за развој. Значи форумот беше фокусиран повеќе кон економската дипломатија, кој што беше организиран со грант добиен од Централна европската иницијатива. Ние сме особено горди на овој факт, бидејќи уште пред 2 години како ИСЛА си поставивме за цел да се фокусираме на аплицирање и успешно имплементирање на меѓународни проекти. Ива беше еден од најзначајните меѓународни проекти кои што сме го добиле во соработка со Министерството за надворешни работи. На овој меѓународен дипломатски форум имавме учесници од 15 земји членки на ЦЕИ, истакнати млади дипломати кои што дојдоа во Скопје и 3 дена ги заедно со предавачи како од земјата, така и од дипломатските академии од регионот, има можност да ги дебатираат најбитните концепти од економската дипломатија. И се надеваме дека овој форум ќе ни послужи како еден вид на одскочна даска за организирање на уште по големи и позначени меѓународни дипломатски форуми во иднина, а воедно представува и еден вид на круна на нашата досегашна многу плодна соработка со Министерството за надворешни работи. Навистина работите со полна парија и не е само Александар она што се случува во Охрид за време на школата за млади лидери, туку и во текот на целата година, како што можам да забележам, имате активности кои што се и од хуманитарен карактер и од едукативен карактер, што говори многу за една убава синергија која што постои во вашата асоциација и навистина тоа е за поздравување и многу ме радува. Тоа е целта да безбедна континуитет на активности, да не остане само тоа што се случува во Охрид, туку тие вредности на лидерство да се промовираат во текот на целата година. Така. Имам едно прашање исто за Зорица. Да. Ме интересира повеќе да ни кажете околу, значи, тоа како ги организирате сите досегашни родендани на ИСЛА? Дали имате наоѓате некој повод, некоја причина, нешто така тематски се до тоа да биде организирано или се собирате спонтано? Едноставно како се поврзуваат, како се создава мрежата на ИСЛА, како поранешните слушатели на школата за млади лидери учествуваат на, да кажам, на јубилеј од формирањето на ИСЛА и така натаму. Значи, родендените на ИСЛА ги правиме како една собиранка на еден начин би рекла, значи на сите наши поддржувачи, не само на алумни асоциацијата, туку и бизнес поддржувачи на школата за млади лидери. Исто така како гости ни се и амбасадори и дипломати. И целта на роденденот е да се вмрежиме, значи да воспоставиме соработка со нив и нормално да ја продолжиме досегашната соработка со голем дел од тие бизнис групации кои што доаѓаат на роденденот. Значи роденденот не е само за единствената цел не е само да го прославиме, туку и да се вмрежиме и да направиме понатамошна соработка со странските амбасади, како и со бизнис секторот во Република Македонија. И за оваа година планираме да има и уште една тематика. Роденденот можеби би му доделиле и некоја хуманитарна нота. Знам дека веќе споменавме дека организирате и хуманитарни акции. Да. И се приклучувате кон веќе организирани хуманитарни акции, давате придонес како членови на ИСЛА, сите од доменот на своите можности, финансиски, или на друг начин, членовите на ИСЛА се активни во помагањето едноставно во хуманитарната активност. Можете ли да ни кажете неколку такви позначени пример? До сега најзначајни би ги издвоила неколку, а тоа е преградка на дар, кој што како проект започна кај децата во градинките, кој што рачно изработува играчки кои ги дава на болните дечиња. Меѓутоа таа иницијатива ја продолжија членовите на ИСЛА, кои што исто така рачно изработува играчки и кои што лично ги дистрибуира на болните дечиња не само во град Скопје, туку и во други градови низ Македонија, како Тетово, Охрид, Битола, Куманово и други градови. И овој проект траеше 3 години и заврши во 2014 година. Исто така многу
битна хуманитарна акција која што досега Исла ја реализира е хуманитарната театарска представа наречена Женски оркестар, која што се одржа во Драмски театар во Скопје, каде што една од актерките на таа театарска представа е членка на Иванов школа за лидери алумни асоциација. Жанрот на театарската представа беше комедија и во неа присуствува повеќе од 200 посетители, имавме гости на таа театарска представа и средствата од продадените карти ги дониравме тогаш во тој момент за дете кој што требаше да се лекува во Кина. Зорица, имате и надпревар за најдобар есеј на тема лидерство. Ке ни кажете ли нешто повеќе за тоа? Да, тоа е на уште од првата генерација, значи на формирање на алумни асоциацијата, беше направен надпревар за најдобар есеј на тема лидерство, каде што во комисија беа дел од членовите на Исла и трите најдобри есеи добија бесплатен викенд во Охрид, како и средба со претседателот на Република Македонија, доктор Ѓорѓе Иванов. Александар, ке може ли повеќе да ни кажете околу тоа кој може да стане член на школата за практично да биде не член туку да биде избран слушател на школата за млади лидери која што организира и е под покровителство на претседателот Ѓорѓе Иванов и кој е значи профилот, возраста и се што е потребно за значи да се квалификувате да бидете млад лидер. За аплицирање на школата секоја година се објавува оглас во јавните весници. Огласот најчесто се објавува во месец мај, каде што се во самиот оглас наведени точните критериуми за селекција, меѓутоа во главно тие се однесуваат на успешни академски граѓани кои што го завршиле високото образование со просек од најмалку 8,5. Професијата значи на која што ја завршиле не е клучна во селекцијата, значи целта всушност е да има представници од различни професии на школата со цел да се овозможи подобра размена на идеи помеѓу членовите кои што ќе бидат одбрани да одат во Охрид. Самиот процес на селекција се состои од 2 интервјуа, каде што всушност на еден непосреден начин се врши проценка на лидерскиот потенцијал и карактерните квалитети на секој од кандидатите. Значи првиот е тој што е формален дел, просекот и образованието, а вториот дел е тој што доаѓа до израз при интервјуто со кандидатите. До сега во сите претходни генерации беа селектирани околу 40 на млади лидери кои што има можност да ја слушаат оваа навистина исклучителна школа во Охрид. И ако ми дозволите само накратко од аспект на општествената одговорност, само би сакал да дополнам дека пред кратко време, значи во август минатата година склучивме меморандум за соработка со Организацијата за општествена одговорност Социјал Бен од Турција. Тоа е една европски репутабилна организација за општествена одговорност која што е активна во 9 земји. Македонија ќе биде 10-та земја во која што ќе отворат своја формална канцеларија и се надеваме дека во иднина заедно со наредните претседатели на Исла ќе организираат заеднички активности. Дури и по потпишувањето на меморандумот наш член заедно со представникот кабинетот на претседателот има можност да ја посетат Турција во Истанбул и да одржат средби на турските универзитети. Александар, колку проценти од поранешните слушатели на школата се активни во асоциацијата? Отприлика имате ли некоја цифра? Или за различни настани, За различни настани во зависност од темата која што ги интересира. Меѓутоа имаме доста гости и посетители од други организации со кои што соработуваме, како и сами ентузијасти и млади луѓе кои што дознаваат за нашите настани преку фан страната или преку веб страната и се пријавуваат на нашите семинари кои што се бесплатни и отворени за сите. Да. Зависност од интересот што ги интересира, меѓутоа најголем дел од настаните се од отворен карактер. Многу ни е мило што се вмреживме со голем број на невладини истакнати невладини организации од Република Македонија, кои што се редовни посетители на нашите настани, а воедно и тие на канат на нивните. А со некоја регионална мрежа вака, значи дали сте на млади лидери или светска можеби, дали постојат некои активности во таа насока за вмрежување, за контактирање, за размена на идеи?
одлична соработка со репутабилниот Мендел институт за лидерство од Израел. Имавме и предавач од овој институт на школата за лидери, а воедно организиравме и семинар со Исла. Имаме потоа соработка со, како што реков, со Социјал Бен, со Oxford Connections, преку Балканскиот институт за вера и култура. И се надеваме дека во иднина ќе формираме уште поголем број на вакви соработки со регионални европски мрежи за лидери. Навистина е многу инспиративно. Мислам дека можеби допрва ќе се слушне за асоциацијата на млади лидери кои што презлегуваат од школата за млади лидери под покровителство на председателот Ѓорги Иванов. Александар, сите комплименти за твојата досегашна работа. Јас како мој студенти ги познавам и вашиот прв председател, магистар Ѓокевски, како и магистар Ивана Попчев. Тие се навистина исто како и вас амбициозни, млади и многу способни луѓе, индивидуалисти, но и луѓе кои што секогаш се спремни да работат во тим. И оттаму навистина се гордеам и сметам дека навистина чест една ваква убава организација, едно вакво елитно друштво на луѓе кои што се собрани со идејата да создадат и да пренесат една идеја која што подразбира љубов, мир, соживот и почитување на традиционалните вредности, но и во рамките на она што значи модерното доба или 21 век, значи во однос се што се однесува на технолошкиот напредок и на напредок, воопшто целиот напредок на севкупното општество. Оттаму навистина е многу инспиративно и можам само да кажам да продолжите понатаму и да ве охрабрам еве и македонската јавност повеќе да слушне за вас и се подобри школи да се организираат и се повеќе луѓе да се обединуваат во идејата за лидери, бидејќи лидерот не е само денеска во она пежоративна смисла политички, нели он е дневно политички, туку лидер е и оној кој што во една микросредина, во една работна организација умее да донесе идеја, умее да направи тим, да создаде позитивна енергија и на крајот да спроведе резултат кој што ќе биде значи за општо добро и со општа цел. Јас ќе ве поканам на уште една кратка пауза за реклами и почитувани слушатели, верувам дека сме спремни за уште една преубава македонска музичка номера и се враќаме повторно назад. Почитувани слушатели, еве сме повторно назад на Радио Брановите, на Радио Слободна Македонија. Ова е Концепт со Ина. Јас сум доктор Иванка Додовска. Денеска дискутирам со актуелната председателка на Алумни асоциацијата на млади лидери под покровителство на председателот Ѓорги Иванов, магистар Зорица Сапламаева и поранешниот председател на истата асоциација, магистар Александар Зафировски. Навистина премногу ни кажавте, дури да кажам вака, ќе треба да преслушам се што кажавте до сега, какви све активности сте имале, со кои се личности сте се сретнале, што се означува да се биде млад лидер и да се биде член на школата за млади лидери, што говори дека навистина председателот на Република Македонија, професорот Ѓорги Иванов, и како во својата визија за унапредување и предводење на нашата држава и внатре, но и надвор, во својата репрезентативност има и една подлабока филозофија, една подлабока суштина која што е насочена кон едноставно човеколюбието, кон развојот на индивидуата, но и кон создавањето на една мрежа на позитивна енергија од различни професии, профили кои во иднина ќе бидат главните протагонисти, ќе носат одлуки, ќе го носат македонското општество на една повисока, да кажам, на едно повисоко ниво, на една виделина која навистина и заслужуваат македонските граѓани да ја добијат, надворот негативните струења, надворот целата онаа негативна енергија која ја продуцираат нели оние ортодоксни, застарени, да речам вкопани, втемелени луѓе од минатото, би ги нарекла, кои ја враќаат државата назад и на кои навистина одамна веќе треба да им се даде замена и да дојдат навистина луѓе кои имаат и визија и цел и знаат како треба и каде треба да се води државата, како и нели се она што во своите професии тие го прават. Голема чест и задоволство за мене. Концепт со Ина за тоа беше и создаден и целиот концепт на концепт со Ина беше да се афирмираат, да се поттикнат и поддржуваат афирмативните идеи, афирмативните личности и да се отвори да навистина широк, значи
форум на размена на искуства, поттикнување на свеста на македонските граѓани, моите слушатели. Верувам дека после секоја емисија имаат инспирација за нешто повеќе и така добиваат информација за многу битни работи, што мене ми е особено значајно, бидејќи навистина верувам дека сите ние во периодот кога сме продуктивни, кога можеме да дадеме свој придонес, треба да бидеме насочени позитивно и афирмативно, да се поддржиме едни со други, на тој начин сите заедно да одиме еден степен погоре, ако не и повеќе. Зорица, пред речиси месец дена си официјално, председателка на алумни асоциацијата на Иванов школа за лидери. Може ли вака накратко да не ги кажеш твојата програма со која што те избра за председателка, како идните планови и проекти со кои што планираш во текот на следната година да се занимаваш и да го предводиш тимот на ИСЛА? Главен фокус на мојата програма оваа година е општествената одговорност, односно рамка во која што ќе делуваме позитивно на општеството. И целта ми беше ние како лидери да бидеме поактивни и да действуваме надвор од средината во која што учиме, живееме и работиме, односно ИСЛА меѓу народот. Слоганот на мојата програма беше Leaders Act, Leaders Do and Leaders Care. Тоа би се остварило преку организација на хуманитарни активности и настани, како и проекти со тема на општествена одговорност. Тука би спаѓале и собирање на материјални средства за оние кои што им е потребно, организација на хуманитарни концерти, изложби, театарски представи и така натаму. Исто така има и други фокуси кои што би сакала да се фокусираме оваа година. Тоа би било организација на настани и проекти за подобрување на животната средина, како дебати, панел, дискусии, семинари за подигнување на свеста за животната средина, како што реков и лидерите у акција, садење на дрвца и бели рози во основни средни училишта и така натаму, одржување и зголемување на меѓународниот кредибилитет кој што ИСЛА го има, преку воспоставување на контакти со слични меѓународни организации кои што делат иста или слична визија како нашата и организирање на меѓународни семинари и конференции на кои што би учествувале меѓународни експерти, представници од универзитети, државни институции и невладен сектор. Исто така би сакала ова година да имаме поголема препознатливост и поголема промоција на ИСЛА, не само локално и како што реков и меѓународно. И да се останат нормална организација на семинари и ИСЛА викенди, како што до сега беше. Би кажала за моментално за тековните активности кои што ги имаме. Заедно со Фондација Алијанса на цивилизациите од 22 до 25 декември имавме workshop наречен Erasmus Project Application workshop, кој што моментално работиме на изработка на проектни апликации. Исто така, благодарение на Фондација на Алијанса на цивилизациите, ИСЛА е вклучена во пишување на проекти за глобални развојни цели на Обединетите нации, кои се 17 на број. Би ги спомнала као, например, No Poverty, Zero Hunger, Good Health and Well-being, Quality Education и така натаму. Односно, тоа е надпревар кој е на глобално ниво и каде победниците не само што добиваат шанса да ги презентираат своите проекти пред Светска банка и ММФ, туку и истите да им бидат, туку и да добијат и поддршка за нивно реализирање. И последниот настан само што го имавме пред неколку дена, тоа е, ја завршивме една хуманитарна акција. Организиравме донирање на храна, кој што со помош на Народна канцеларија, кај што собиравме храна за социјално 7-члено семејство. Истата ја дониравме пред неколку дена и дечињата беа многу среќни и задоволни. Исто и ние. Почитувани, тоа беше магистар Зорица Сапламаева, председателка на алумни асоциацијата на Иванов школа за лидери, и магистар Александар Зафировски, досегашен председател на истата асоциација. Ви благодарам што одвоивте денеска време и заедно со мене. Навистина ми направивте чест и верувам дека и моите слушатели се призадоволни и јас се надевам и во иднина дека ќе имаме време ќе имате време да дојдете во Концепт Соина и да ги споделите вашите активности. Навистина овој форум е секогаш отворен за вашите идеи, за вашите иницијативи, секогаш ќе ве поддржуваме и ве охрабруваме да продолжите по тој пат. Александар, за крај, што ќе ни порачате? Така, еве, доаѓа нова година, ова ни последна емисија. Имате ли некоја порака до македонските граѓани? Да, па јас би сакал на сите слушатели да им посакам многу успеси, на сите полиња, многу здравје, среќа и љубов во новата година, и би ги оставил со мислата на Ганди за лидерството,
која што вели бидете позитивната промена која што сакате да ја видите во светот. Благодарам, Александар. Зорица, вие за крај што би ни порачале на нашите слушатели, на македонските граѓани? Да ги поздравам јас вашите слушатели, да им ги честитам новогодишните празници со една мисла. Велат, какви ви се мислите, тако ви е животот, затоа ви посакувам позитивни мисли за позитивен и среќен живот. Ви благодарам и на двајцата што денеска бевте во Концепт Соина. Ви благодарам што последната емисија оваа година ја направивме заедно. Ви посакувам среќни новогодишни божикни празници, да сте пред се здрави, живи и многу среќни и успешни, и наредната година да биде една година во која што, значи, вашата асоциација како и вашиот приватен, но и професионален живот ќе бидат исполнети со многу успеси и многу радости и среќа. Почитувани слушатели, тоа беше магистар Зорица Сапламаева и магистар Александар Зафировски. Ние денеска на овој начин ја одјавуваме последната емисија од оваа година. Ви посакувам многу здравје и среќа во новата година. Исто да сте ми здрави, живи, среќни, весели, многу успешни и останете со, значи, Радио Слободна Македонија, останете на брановите на најубавото радио во боја. Бидете ми уште еднашка, значи, исполнети со позитивна енергија и со многу љубов, и верувам дека сето тоа во животот ќе ви се возврати со уште повеќе позитивни и афирмативни работи кои што ќе ве следат и ќе ви доаѓаат во животот. До слушање до наредната година и секое добро. Ве сака доктор Иванка Додовска. Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите. Концепт Соина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.